Биткоин падна под $89,600, што е просечната цена по која влегоа најголем дел од инвеститорите во спот ETF-ите. И тоа повторно создаде притисок на пазарот. Овој пат значи дека голем дел од ETF капиталот моментално е во минус, а само за еден ден од фондовите излегоа над $254 милиони. Најголемиот одлив го имаше фондот на BlackRock, кој загуби повеќе од $145 милиони. Дури Ethereum ETF-ите забележаа значаен одлив, што покажува дека институционалните позиции внимателно се повлекуваат во краток рок. Она што е важно е дека ова не изгледа како капитулација, туку повеќе како реакција на моменталната ликвидност и макроуслови. Додека биткоин ETF-ите го губат краткорочниот импулс, Solana ETF-ите и понатаму имаат стабилни приливи со вкупно $390 милиони од нивното лансирање. Важно е да се следат приливите и одливите, затоа што токму тие го откриваат моменталниот импулс на пазарот. Фокусирајте се на ETF податоците и институционалното движење на капиталот за појасна слика за следниот краткорочен правец.